Почитувани гледачи, добро вечер. Ви посакувам добре дојде во втората сезона од емисијата за македонските работи. Јас сум вашиот нов домаќин. Меѓутоа, почетокот, планот е да почнеме со едно многу добро познато лице што го гледавте минатата сезона. И веднаш сакам да ја посакам добре дојде на професор доктор Наташа Трајкова. Наташа Котлар. Наташа Котлар, да, така ме знаат сите мои колеги, меѓутоа мојот сопруг не прави забелешки околу на другото презиме. Добро те најдов, со успех нека е нашата емисија која што има мисија. Ние постојано за тоа разговараме. Ти посакувам многу успех и се радувам што си токму ти оној автор и водител и уредник на оваа емисија, бидејќи знам дека ќе ја завршиш онака како што сме ја замислиле предходно емисијата. И знаеш, ние сме сепак историчари, меѓутоа си имаме одлична подложка и во литературата, и во фолклорот. Ја познаваме македонистиката, славистиката, така што ти посакувам многу успех. Ти благодарам, Наташа. Го направи воведот што требаше јас да го направам. Ти благодарам уште еднаш што се согласи да бидеш прв гостин во нашата емисија. Емисијата која што веќе има своја гледаност и која што со задоволство се согласив да продолжиме да работиме, бидејќи главниот мотив и тема е македонството. Так. Македонството во сите негови облици, дали тоа станува збор, како што кажа, литература, фолклор, историја, меѓутоа македонството не се ограничува само на вакви теми кои што се. Македонството се може да биде и музиката, може да биде сликарството, може да бидат сите оние теми кои што го означуваат идентитетот на Македонија, меѓутоа и пошироко македонците што живеат не само на територијата на Република Македонија. Така што јас разговарајќи и размислувајќи со што би почнале, како би почнале, ти беше мојот прв неприкосновен избор. Едно поради тоа што ја работеше, ја водеше претходната сезона, сезоната број 1, еве сега мисијата повторно продолжува. Меѓутоа, овој пат твоето гостување е и на една конкретна тема, зададена тема. Да. Сега јас ќе прочитам, за да не сгрешам, да бидам попрецизен, бидејќи скоро во Музеот за македонска борба за самостојност за Скопје беше отворен меѓународниот собир антифашизмот помеѓу историјата, помеѓу меморијата и заборавот, што не носи до нашиото денешна главна тема 80 години од првото заседание на АСНОМ. АСНОМ отвара низа прашања, пишувано е разговарано за АСНОМ повеќе пати и АСНОМ е темелот на македонската државност. Ќе почнам со едно вообичаено прашање кое што вообичаено се поставува, меѓутоа кое што ќе представува добар вовед во она што сакам да разговараме денеска, вечерва. Што значи АСНОМ за Македонија? Све. Накратко кажано, најпрвин сакам да го објаснам акронимот што значи. Тоа е антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Затоа реков све. Затоа што токму во таа Втора светска војна македонскиот народ отпочнува една народно-ослободителна борба. А таа борба не е во моментот, само тогаш, Втора светска војна. Таа борба трае многу одамна. Ние како историчари тоа го проучуваме, го знаеме. Тоа го има и во претходните векови, и во децениите пред Втората светска војна, а накратко кажано тоа е борба за посебен историски развој, она што го спомнати како идентитет или македонска посебност, и во јазикот, и во политичката сфера, и во националната, во јазичната особено. Така што се она што представувала една напредна македонска мисла во исто време, представува АСНОМ,
моментот е таков кога што почнуваат да реагираат народите против фашизмот и македонскиот народ успева да го препознае тој момент и се вклучува во таа антифашистичка борба. И да не заборавиме, тоа не почнува така наеднаш и со некој огромен интензитет. Како историчар ќе спомнам дека почнува некаде и во мај месец како поединечни акции, Скопскиот партизански одред во август. 11 октомври ни е само оној момент кој што сме го прогласиле, нели, како да биде како официјален датум на народно-ослободителното востание. Меѓутоа, тоа има и генеза. Сега, како што се развиваат тие настани на народно-ослободителната борба во Македонија, во рамки и на фашизам, но и во рамки на воспоставен нов систем политички, кој што е исто така окупаторски, бидејќи постои претходна власт на овој простор, кој што ние го знаеме како Македонија, тоа е Кралството Југославија, а другите делови се во Кралството Грција и во Царството Бугарија. Така што веќе отпочнуваат и борбите да имаат еден предзнак и против окупаторот, кој што себе си сака сега во една ново изменета историска констелација да се прикажи како администратор. Меѓутоа, историјата и историското толкување, тоа го има протолкувано на сосема подруг начин. И во текот на таа народно-ослободителна борба отпочнува интензитетот и на кадарот, и на луѓето, но и на идеите што треба да се прави и во текот на борбата, но и денот после ослободувањето. Тоа е асном. Така што пресудна е, мислам, таа 43-та година, кога почнуваат да се формираат тие воени формации, но и политички, да се заокружи со одржување на едно антифашистичко собрание. И токму на тоа собрание, кое што се одржува на 2 август 1944 година, и да не заборавам, таму се присутни 90 на делегати од сите различни социјални слоеви, од сите народности во тоа време кои што живеат во Македонија и секако најмногу од македонскиот народ, меѓутоа представници кои што се и од другите делови на етничка Македонија. Зборувам сега и за легитимитетот и легалноста на ова заседание, бидејќи во современи денови ние слушаме и тоа дека некој сака да го оспори. Така што државноста ја имаме точно на асном и се носат таму многу значајни одлуки, 9 од нив се државнотворни. Да, сите законски акти. А најзначајните да ги споменам, кои што значат државотворност на Македонија, прв пат додуша само на еден дел. Само на еден дел, меѓутоа и тој како за почеток е сосема доволно, за да можат македонците во тој дел да ги остварат своите права и прв пат формираат институции на државност. Апсолутно. Нешто што немало од укинувањето на на Охридската архиепископија. Да. Во 18 век. Точно. Тој долг период на немање институции кои што би го заштитувале македонството, македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската црква, биле тешки. Апсолутно. Меѓутоа, тие државно-творни амбиции македонците не престанале да ги имаат. Се навракам на првиот Илинден, ова е вториот 903-та, значи ние веќе имаме луѓе со идеја за формирање на независна македонска држава. Така што Астом е само продолжение на тие идеи на македонците, борбите да резултират со крајен продукт, макар на парче од македонската територија, кои што резултираат. Па не случајно јас го дадов овој вовед, бидејќи македонската историја секогаш е историја на континуитет на процесите. Така што Асном е континуитет на она што се случуваше или пак беше порака на онаа македонска генерација меѓу двете светски војни. Таа пак генерација ги имаше идеите на
она што го спомнавме Илинден 903-та. Илинден 903-та ги имаше пораките пак од Македонското востание, Така е. 1878 година, нестрекно крстено како крстенско. Крстенското или односно Македонското востание ги има пораките и идеите на нашите преробеници и просветители, така што све има своја генеза и секако и борбата за возобновување на Охридската архиепископија, која што знаеме дека е на крајно нелегитимен и нелегален начин укината. Така што државноста се случува тогаш на тој 2 август 1944 година и ова да спомнеме, не е само тоа производ на комунистичката партија која што тогаш навистина била авангарда во тој период. Така е. Меѓутоа, во незе има луѓе кои што се вклучени со сосема други и идејни, идеолошки, политички видици, меѓутоа се определиле за идејата за слободна македонска држава. Тоа мене ми укажува дека АСНОМ, како што кажавте, не е само производ на лево ориентирани млади или изградени личности, туку производ и на македонската граѓанска класа. Особено на македонската граѓанска. Па да го земе само во таа плејада на дејци, например Ченто е апсолутен представник, иако нема некој високо образование. Меѓутоа Ченто застанува на чел на президиумот, ние АСНОМ јас, односно, најчесто си го поврзувам Ченто АСНОМ некакво равенство. Иако во АСНОМ се учесници плејада млади тогашни македонски лево ориентирани социјалистички комунистички дејци кои што имале малце поинакви видици од Ченто. Да. Со оглед дека бројот на интелектуалците во тој момент и во тој простор не бил голем. Често пати со колегите кои што се специјалисти за оваа проблематика спомнуваат дали во Македонија имало 100 интелектуалци. Меѓутоа, ние ги препознаваме како учесници, па и идеолози на она што представува државнотворност, изразено во одлуките на АСНОМ. Сега ова ме подсети, има еден британец кој што е присутен и на АСНОМ, меѓутоа кој што е во таа мисија и кој што во својот извештај до својата влада, пишувајќи и давајќи анализа за партизанското движење во Македонија, тој дава една многу кратка карактеристика, прилично точна, дека македонското ослободително движење е пред се национално и социјално. Да, меѓутоа, во изминатите децении по ослободувањето, тоа беше представувано сосема мисични поинаку. Да. Тоа е поинаку представено. Сега мораме да се вратиме на првото заседание на АСНОМ, прво да ги кажеме кои што се луѓето присутни таму. Пред се тоа се луѓе со особена една интелектуална натура, огромни познавања. Го спомнати Методи Андонов Ченто, покрај него е Панко Брашнаров, кој што ја поврзува пак претходната генерација на борци за македонска ослободена држава. Тука е исто така Владимир Полежиновски, кој што е ученик на Сорбона, доктор по правни науки. Го имаме Лазар Соколов, економист пар екселанс. Го имаме Петре Пирузе. Го имаме Чучков исто така. Една плејада на луѓе кои што навистина се повеќе, да речем, идејници, одошто нешто друго или политичари. Тие се идејници. И ако ги читаме текстовите на записниците, па и одлуките, забележуваме дека тие внесуваат многу поразлични видици за македонската слободна држава, одошто она што би требало да биде во Авној или е веќе прогласено во 43-та година во Јајце, па и во другите републики. Значи, прости ми, поразлични видици од она што е сугерирано од други центри.
од други центри. Да не заборавиме дека веќе во март 1943 година се создава Комунистичка партија на Македонија и која што се стремела да даде така еден свој примат во сета таа активност или ослободителна борба. Меѓутоа, јас го доживувам целото македонско партизанско движење како еден народно-ослободителен фронт во кој што учествуваат луѓе со сосема различни идеолошки определби за разлика од Комунистичката партија. Меѓутоа, родолюбието и идејата за македонска држава нив им е заеднички именител. Тоа е тоа што ги обединува фактички нив. Со тоа што сакав и една друга работа да спомнам. Спомнавме дека имаме државнотворни одлуки. Еве да споменеме меѓу нив дека антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија се озаконува како врховно законодавно извршно тело во ете да речеме идната македонска држава. Да не заборавиме, тука се прогласува македонскиот јазик за службен јазик. Повторно, Илинден е прогласен за народен државен празник, преведено на наш современ, тоа е национален празник, и имаме една прекрасна декларација за правата на граѓаните, сакав на неј за да дадам акцент, во моментот каде што Полежиновски пишува еден текст кој што е прилично современ, кој не е комунистички, кој не е социјалистички, кој е прилично авангарден, многу подобар и од француската и од американската декларација. Таа декларација е донесена кај нас многу години пред да се слушат такви декларации во западноевропските, ние што ги сметаме развиени земји. Значи, како што е, или во целиот свет, како што е, например, едно од нив е дозволата на правата на жената да гласа. Тоа бил момент пар екселанс во македонската, па и во европската и светска историја. Затоа и сакав тоа да го спомнам. Ние сигурно ќе кажеме, еве и во моментов можам да кажам, таа е толку либерална, толку е прогресивна, толку е авангардна. За жал, со носењето на новиот устав во 1946 година, таа фактички на еден нелегитимен начин е анулирана, а незиниот автор е санкциониран. Меѓутоа, има една интересна информација дека токму она што е напишано во таа декларација е превземено од другите југословенски републики, кои немале воопшто идеја за такво нешто. Сакате да кажете дека Македонската декларација е основа за декларациите што ги носат останатите? Да, особено ние сме пред словенечката. Фактички тие ја превземаа таа наша идеја преку нивниот тогашен представник Едвард Карделј и се применува на тлото на Словенија, а во Македонија, која што ги генерира, ги емитува тие идеи, доживува сосема една друга судбина заради генерацијата асномска, која што е прилично санкционирана и фаќа еден друг историски тек, меѓутоа таа е пренесена и превземена во едно друго време, да речем, и во друг простор, а тоа е Словенија. Затоа ние, еве, да бидам малку провокативна во моментов, честопати ќе речеме, а зошто во Македонија не е толку развиена македонската национална или економска идеја, а во Словенија тоа е така направено, бидејќи сепак имале кадар кој што не бил санкционирал и успеал да ги превземе оние позитивни и авангардни идеи и да ги примени на свое тло, а ние остануваме во една друг амбиент. Ајде малце сега за тоа прашање веќе кога го покренуваме, што е многу интересно, на кој што треба да се посвети така големо внимание. Целата таа прва македонска гарда, воена и повоена, која што учествува во создавањето на АСНОМ, која што зема учествува во работата, првите месеци, ајде да не кажам година, дена, во работата на македонските министерства, служби кои што означуваат, нели, како што кажавме, државност, ја снемува.
Да, сега тоа, ние сме историчари, можеме и хронолошки тоа да го кажеме. Последниот град кој што се ослободува во Македонија е Тетово, тоа е на 19 ноември 1944. Значи, не цел месец по тоа ослободување се одржува второто заседание на АСНОМ, веќе во Скопје, ослободено Скопје, или честопати ќе прочитаме дека се работи за првото вонредно заседание на АСНОМ, кое што се одржува на крајот од декември 1944 година и некаде во април месец, односно конкретно знаеме, 14 и 16 април 1945 година се одржува третото заседание на АСНОМ, односно второто вонредно заседание. И тука се случуваат тие промени. Тоа е многу близок период за такви две-три вонредни собранија. Да. Тогаш се случува... Зошто толку набрзо Да. се случува тие кога можело тоа да се реши веќе воспоставена, функционира АСНОМ? Да. Па да не заборавиме, ние спомнавме дека веќе комунистичката партија функционира во Југословенската федерација. Југословенската федерација, ако ништо друго, барем ги имала информациите од геостратешкиот терен, односно глобалниот или светскиот. Тие сигурно знаеле каква ќе биде констелацијата на Балканот, особено во однос на Југословенската федерација. Тука се знаело дека ќе биде единствено постоењето на македонската држава во рамките на Југославија, без разлика каква ќе била. Таа е во моментот демократска федеративна Југославија. Првите АСНОМци не зборуваат многу за федерацијата, тие повеќе зборуваат за обединувањето на македонската територија, етнографска територија. Тоа е директна спротивставеност. Директно е. Така што Комунистичката партија на Југославија, која што станува центар на власта и моќта по ослободувањето на целиот југословенски простор, ги потикнува или им дава можност за власт и моќ на луѓето кои што не за ја представуваат. И затоа со носењето на законот на 16 април 1945 година, едниот е законот за трансформација на АСНОМ во Народно собрание на Македонија, а другиот е закон за трансформација на извршниот дел од тоа собрание во влада на Република Македонија. Значи се стабилизира ситуацијата. Се стабилизира и се менува и сега постојат две различни ситуации каде што постои Народно собрание и извршна власт, односно влада, така што веќе луѓето кои што ја представува првата генерација на АСНОМ се наоѓа еден елегантен начин за да се отстранат и да се воспостави идејата за една подцврста Југословенска федерација. Јас тоа и често го спомнувам, отпочнува периодот на монопартизмот на Комунистичката партија на Македонија. Подцврста контрола. И централизацијата или етатизацијата на македонската држава, значи уште од 45-та и 46-та од јануар месец со новиот устав кој што се носи, а АСНОМците се санкционирани секој на различен начин, меѓутоа се отстранити пред се заради нивната идејност. Така. Целата таа гарда што е стара, да ја наречиме, од Ченто, Полежиновски, Панко, Шатев го имаме, Димитар Влахов го носат во Пирузе. Да. Полежиновски, Лазар Соколов, целата таа гарнитура ја нема. Една од најтрагичните судбини ги доживува Петре Пирузе. Да, Петре Пирузе, иако како млад човек кој што е образован во правните науки, морам да признам, не бил член на Комунистичката партија. Може би бил поблизок до земјоделската партија во Кралството Југославија. Меѓутоа, има една идејност кај тие луѓе кои што знаат да го оценат и времето и потребите на народот, па и на она што треба да представува иднина.
Петре Пирузе знаеме дека заради својот настап заедно со Лазар Соколов, каде што инсистираат на една поголема самостојност во економското делување на македонската држава, а не да зависи премногу од центарот, премногу инсистираат на едно македонство во сферата на економијата, но и во културолошката сфера, па и во политичката. Тој е нивниот, да речам, негативен одблесок во очите на она што представува Комунистичка партија на Македонија, која што тогаш веќе е власт и моќ. Така да ја доживува судбината да биде и на Голиоток. Потоа некако се наоѓа модус да биде, не е тоа рехабилитација, туку да му биде простено и да биде впуштен во некој нормален начин на живење. Ние како научници во Институтот за национална историја 1991 година научно го рехабилитиравме, имавме еден научен собир и од тоа произлезе и научниот зборник, посветен и на неговото време дело и сето тоа, меѓутоа тука запре све. Не се продолжи со, да речеме, неговото рехабилитирање во општеството, па и во јавниот историски и политички дискурс. Петре Пирузе е погребан во Охрид на семејен простор со семејна гробница. Семејството тоа го направи, бидејќи знаеш ти дека јас сум блиска со тоа семејство. Мојот тетин е погребен во гробница која што не е од борците на Македонија. Петре Пирузе има своја биста пред судот во Охрид, но тоа не е од правосудните или од правосудниот систем на Македонија. Тоа е донација на Адвокатската комора на Македонија. Сепак тоа е, значи, индивидуална акција. Тоа е индивидуална акција и така поминуваат повеќето. Освен оној изблик околу Ченто, што го имавме пред една деценија. Тоа беше силен притисок. Така. Да. И имавме еден исто така обид научен, ние научно го рехабилитиравме и Шарло. 2005 година на научна конференција, меѓутоа тука се запираат некои работи. Сега, дали е неможноста од страна на државата да инвестира во научни истражувања и во научни докажувања, мислам и така и препознавам, меѓутоа од наша страна ние сепак сме гласни, еве и оваа емисија нека биде поттик и повод за такво нешто. Така. Кога разговараме за оваа плејада македонски дејци, јас имав можност да работам на превод на една книга посветена на Рацин, меѓутоа и претходно имам работено повеќе пати на Рацин. Рацин е една од моите љубови, да кажеме, од тој период кој што го истражувам, литературно, културолошки, политички, значи од секаков аспект ме интересира Рацин. И имаме ситуацијата кога Рацин можеби и е првата, можеме ли да сметаме дека евентуално е Рацин е првата жртва на една таква елиминација на неистомисленици. Бидејќи јас честопати при разговор со мои соговорници им поставам едно прашање, сега и тебе ќе ти го поставам, хипотетичко се разбира, меѓутоа, тоа што мене ме интересира. Што би се случило со Рацин, каква судбина би имал Рацин доколку ја преживеал војната? На кој крило би се нашол? Каде би се... Знаеш, јас ке се обидам еве како историчар, иако сме внимателни и двајцава да не западнеме во некоја хипотетичка анализа. Не ми е тоа целта. Да, но како историчар, еве ке се обидам да го следам Рацин по неговото дело и по неговите постапки. Ако Рацин доаѓа во судир со Комунистичката партија во еден период, нели, ние тоа го знаеме, честопати не бил човек кој што се повинувал по директиви. И што премолчувал. И премолчувал. Напротив.
а е еден извонреден интелектуалец, еден ерудит, неверојатен. Да спомнеме дека е единствен представник во онаа конференција во Дрезден. Да спомнеме дека честопати се движи во круг на луѓе кои што се неверојатни ерудити. Ајде само ќе го спомнам Крлежа. Ајде. Значи, неговиот прв греф е што не се изјаснил против Крлежа, Мирослав Крлежа, а добива директива од партијата тоа да го сториме, тоа меѓутоа тоа не го прави. За еден момент, нели, веќе не е добродојден во комунистичките редови. Нели е бойкотиран? Е бойкотиран. Ајде да спомнеме дека некако тоа му е простено во еден период. Меѓутоа, неговото враќање од оној логор 43-та година, и ако одиме по датумите, нели, тој во мај 43-та година треба веќе да е на партизански терен. Еве сега како историчари да се обидеме, зар може ли човекот во еден месец да биде толку сериозно погубен? Неговите идеи и неговите постапки се сериозни и честопати, значи, пак доаѓаме во некој конфликт на Рациновата личност со, ја ги викам тие партиски апаратчици, со Страхил Гигов и друга компанија. Па доаѓаат и од Црна Гора и од Црна Гора, да. Да. Рацин, мислам дека би можело да му се случи судбината или на Панко Брашнаров, ако не во најлош случај, судбината со Венко Марковски. Тоа би било непросливо. Тоа би било страшно. Да, ние би биле осиромашени за цела историја и книжевност. Да. Рациновите бели мугри се во тој период звезда водилка на македонските интелектуалци. Звезда, значи 39-та година излегува на македонски јазик. Да, во Хрватска. Во Хрватска. Да, во време кога македонците се буквално потиснати национално и на секаков начин. Значи, тоа е таква една звезда, тоа е таква една харизма, не заради својот физикус, туку заради својата интелектуална моќ. Апсолутно се И согласувам. мислам по неговиот темперамент и карактер да не се повинува, а сериозно да ја прати идејата на она што представува негова филозофија на размислување, на творење. Еве, ние сме историчари, неговата анализа околу богомилството е сосема во редот можеме да ја вброиме на оние научни трудови кои што имаат сериозна подлога. Воедно, неговата поема за Јане Сандански, која, ете, по некоја случајност исчезнува. Исчезнуваат многу материјали. Многу материјали исчезнуваат. И неговото гробно место на почетокот, каде што е закопан, е откопано. Неговите мошти се земени, се денеска почива во заедничка гробница, во масовна гробница. И замисли. Ние гробот на Рацин денеска го немаме, можеме само да се поклониме во Велес пред тој огромниот... Дали е страв на тогашната власт од некакво идолопоклонство? Рацин е човек сам по себе, фигура историска сама по себе, која што треба да биде на посебно место во Велес и да биде светилник за сите македонски генерации. Имаме тројца стожери, според мене, во македонскиот 20 век. Почнуваме со Мисирков, продолжуваме со Рацин, завршуваме со Конески. Тие ни се, според мене, трите столба на кои што се потпира македонската државност, култура, цивилизација, во крајен случај да кажеме. Бидејќи станува збор за фантастични интелектуалци. Интелектуалци со посебно чувство на она што представува историски тек или историски продукт на македонската борба. Така. Ако го земеме Мисирков продира внатрешно во македонското историско битие.
и ги анализира сите процеси. Така што кај него ќе ги препознаеме и обидите на миладиновци и на просветителите. Дури во една прилика вели, а зошто ние македонците да немаме свој удел во развојот и на другите истории на другите народи? Тоа е прашање што постојано последниот период го покренуваме. Да. Така што Рацин, мислам, сосема логично е што се надоврзува на таа, да речеме, научна идеологија на Мисирков, а конески, за среќа што се појавува можеби во некој друг период, па успева некако да го создаде своето дело. Можеби и ние да поставиме прашање што ќе се случише со Конески ако беше во еден друг временски вртлок. Да, и затоа ќе речам, секој време си има своја воделка, да. своја звезда воделка. Сега, кога сме на оваа тема, врската со Мирослав Крлежа, кој што е еден од посебните, да речем, интелектуалци или ерудити на југословенскиот простор, бидејќи тој има една блиска историја со историјата на македонскиот народ, особено од периодот на Првата светска војна па натаму, кога во југословенски услови се создава она енциклопедија на југословенските народи. Крлежа повторно му се враќа на она што представува македонство или негова љубов или негов интерес. И сите оние материјали кои што пристигнуваат во лексикографскиот завод, тој е со седиште во Загреб. Тој толку многу се воодушевува од македонската историја, од македонската уметност, од македонските цркви, од македонските икони и фрески, што тој е човекот кој што го пишува предговорот за македонската средновековна историја и уметност. Но јас знам дека тој текст го има оставено во Институтот за Институтот за национална историја, но тој текст јас се уште не можам да го пронајдам во таа институција. Во архивот. Тој е во документационото оделение при институтот. Сега добро што го покрена ова прашање. Ќе продолжиме ние заснум, меѓутоа малку по друга насока. Да. Ти си директорка на архивот, на Државниот архив на Република Македонија. Да. Имавте изложба. Да. Овие снимките сега што одат во позадина се снимки од изложбата што ја приредивте вие по повод 80 години на АСНО. Колку време работевте? Ај малку за самата изложба, па после ќе продолжиме со научните предизвици да се биде во архив, да се истражува и што значи архивот за нас. Да. Морам да признам дека фондот за АСНОМ се создавал, ако нема да сгрешам, ако речем повеќе децении. Тука постои една значајна историска личност, кој што бил и учесник на првото заседание на АСНОМ, Димче Аџимитрески, кој што е еден од основачите на архивот 1951 година, иако оваа година си има и своја предисторија, па дури некои од колегите сметаат дека и 46-та година можеби треба да се земе како значаен датум. Но Аџимитрески не е случаен човек, тој е исто така и во еден период и председател на Македонското собрание. Почнуваат да се собираат материјалите за АСНОМ, сега се води под број, нашите архивски фондови имаат и броеви, тоа е бројот 157 со огромен број на архивски материјал, кој што во оваа изложба е користен и од Скопскиот, односно градскиот и централниот, но и од Куманово, Велес. Бидејќи архивот има 9 подрачни единици, да. Така што ние го собравме тој материјал сакајки и да му одадеме почест на првиот директор кој што имал свест што представува архив. И нормално ние сме истражувачи
И нам архивската граѓа ни е многу неопходна, бидејќи пак би ни се одзела можноста да бидеме научници, доколку пак не го работиме, она што го има архивот, тоа се фондовите, архивските фондови. Без архив нема држава. Без архив нема држава. Во моментов, за жал, нашиот архив со централниот дел и 9 подрачни единици не може да ја извршува својата функција, бидејќи на несоодветен начин архивот е преселен во несоодветна зграда. За жал, стандардната или по сите стандардни зграда архивска е дадена по несреќа на едно јавно обвинителство, а таму се наоѓа пак старото депо каде што се наоѓа архивскиот материјал. Дали се уште таму се чуваат материјалите? Да, таму се чуваат, меѓутоа деновиве добив информација дека сите депоа ни се во катастрофална ситуација. Сега, Наташа, ти си во состојба, тоа ти си во можност, ти си на позиција во која што верувам ќе придонесеш барем да се зацелат тие рани. Какви се плановите? Моите планови се најискрено да кажам дека ќе работиме барем во најосновно. Сакам архивот да биде во современа смисла научно-истражувачки центар. За да биде научно-истражувачки центар, а не писарница како што поминува во јавниот дискурс, ние мора да си го штитиме архивскиот интерес, да се создаваат проекти кои што ќе почиваат на архивски материјали, ќе се извршуваат истражување токму врз тие архивски материјали и така тие сознанија ќе добијат свој облик во вид на монографија и ќе бидат печатени. Мојата заложба е архивот да се врати во својата стандардна зграда, иначе патот ми е многу тежок, бидејќи јавноста ретко кој може да разбере што представува архив, дека тоа е основната државна ризница и на културното и на историското минато на еден народ. Ако ова представува руина, тогаш таква ќе ни биде руина и државноста. Не, јас се надевам, значи ние сме доволно свесни, се надевам дека сме доволно паметни да застанеме на нозе и во еден момент да сватиме дека не само за истражувачот. Добро кажав, јас ми се чини се согласуваш со тоа дека архивот е основа на државноста. Архивот секако, секако. Нашите истражувања како историчари, книжевни историчари, фолклористи се одвиваат во архив. Таму се црпат основните Таму е нашата научност. Да. Меѓутоа, сепак треба да се чита внимателно, бидејќи во архивот се наоѓаат секакви материјали во голема мера субјективни, меѓутоа и во голема мера од припадници документи кои што припаѓаат на држави кои што да не забораваме ја владееле и окупирале Македонија. И тие изнесуваат својата вистина. И ние мораме внимателно да се однесуваме кон тие материјали при интерпретацијата и исчитувањето. Да, сега во овој мој, да речам, краток период, со колегите се договоривме да направиме сондажа и евиденција што постои во архивот, што му недостасува, што исчезнало поточно, што отишло во приватни архиви. Исто така, после во еден среднорочен ќе се занимаваме и со архивите на соседните држави, а малку по-далечно ќе се занимаваме и со поголемите држави, односно ќе правиме мапирање на архивски материјали кои што ќе се значени за историјата на македонскиот народ. Наташа, разговорот тргна. Јас имам уште милиарда прашања, да ти кажам. Мене ми е секогаш задоволство со тебе да разговарам, бидејќи отворено ги кажеш работите какви што се, без еуфемизми, без зацкривање, без премногу дипломатија, туку она што треба да се знае, се кажува и отворено на увид за јавност. Тоа мене ми е, лично мене ми е задоволство да разговарам со тебе. А доаѓаме до крај со емисијава. Се надам дека ќе се видиме и во друга прилика на ова место.
Сакам да ти се заблагодарам за учеството во емисијата, овој пат како гостин. Благодарам. Ајде да се подсетиме на Десанка Максимовиќ. Пукајте, јас и сега држам час. Тој познат директор на Крагуевичката гимназија. А тоа мислам дека е нашето мото и на оваа емисија, така што посакувам само успешни емисии и успешна работа и во иднина. Ти благодарам, Наташа. Почитувани гледачи, го следевте разговорот со професор доктор Наташа Котлар. Нашата мисија е да го промовираме она што најдобро го знаеме, идејата за Македонија. Разговараме на македонски теми, на се она што ја прави македонската култура и општество. Ќе ве поздравам и ќе ви посакам пријатна вечер.